Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со професор доктор Златко Јаќовски, експерт по судска медицина и алпинист, Сашо Кузмановски, новинар и писател, и пејачот и композитор Тоша Ангелески. Останете со нас до 11 часот. Да, еве и официјално назад во студиото, како што најавив рано наутро дека ќе имаме многу добри гости тука во студиото со кои што ќе отвориме најразлични теми, а јас и Цеца сме денеска ваши колешки во црно и бело. Цеца, добро утро, како си? Добро утро, Милена. Јас сум одлично, се надевам и ти, уште од 40 пат малку повеќе разборувана од мене, ама јас ќе се пуштам сега. Почитувани, добро утро официјално. Имаме навистина убави гости, се надевам ќе успееме да раскажеме се што планиравме со Милена. Ние сме во машко друштво или тие во женско. Јас ако сум во црно не се тешките прашања кај мене, кај Милена се. Нормално кај Милена секогаш се тешките прашања. Кај да седиш кај тебе се тешките, ама секако да сакам уште на што подобрете. Така е. Јас сум разборуван уште од рано наутро. Гледам дека и тебе одлично ти тргна муабетов. Да, нашите гости исто верувам дека ќе бидат така затоа што со своите професии горе-доли морат да зборуваат. Додуша едниот од гостите мора повеќе да пее. Ќе пее. А може би ќе ни запее нешто во студија, ако не во првиот дел, до вториот дел ќе се пазариме некако, може така ќе го заокружиме денешното издание. Како и да е, верувам дека ќе им биде пријатно во наше друштво. Професор доктор Златко Јаќовски, експерт по судска медицина и алпинист, веднаш од мојата десна страна. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро на гледачите. Благодарам за убавиот увод, вака да не опуштите наутро и да не разборите. Да. И се надам ќе имаме убаво утринско држење. Секако дека ќе биде така. Роберт пред малку се пошегува со вас дали утрово бивте на водно па дојдовте тука. Рековте дека ќе беше премногу. Премногу ќе беше, точно. Но затоа после сигурно ќе има некоја активност. Ќе има сигурно активност, викендот ќе биде сигурно окупиран со спортски активности во природа, така да. Супер. Трпение спасени, ќе чекаме подобро време. Па јас мислам дека уште денеска вака со дождот од утре или така сакам да мислам, па така ми се чита кога. Јас за секој ден велам од утре и добро. Да, така се прогнозите. Така се прогнозите, да. А ќе ни дојде убаво на сите повторно сончево време. Веднаш до вас е Сашо Кузмановски, наш колега, новинар, спортски новинар, но и писател. Во последните неколку години исто така овој период зафатен затоа што и работевте, но и доаѓа и сајмот на книга. Верувам дека таму ќе бидете присутни, дека ќе има и многу луѓе кои што ќе ја бараат и вашата книга. Добро утро и за вас и добре дојдовте. Добро утро, Милена, благодарам за поканата. Добре ме најдов. Овака колегијално утрово, кога е зборувањето, прашањето никогаш не ми било проблем, особено што тоа е моја професија. Денеска можеби малку со поинакви теми во однос на книжевноста, литературата, да фатиме малку од таа бранша, инаку спортот секако ќе ни биде редовен. Јас се надевам дел и од муабетот, па ќе споменеме нешто и на спортски теми. Да. Обавезно. Би сакала да биде така. Секако, да. И плюс радио, кога станува збор за радиото, нели тука зборувањето е во преден план. Не мора да се гледате како изгледате, за разлика од телевизија, така што околу зборувањето немате никаков проблем. И нашиот трет гостин, Тоша Ангелески, кој што е пејач и композитор. Тоша, добро утро. Прв пат во нашето студио во ваков состав и добре ни дојде. Една минута, две пред да почнеме со емисија, значи било тешко за пристигнување. Густо обраќај. Добро утро на сите гледачи пред малите грани. Добро утро на вас. Се чувствувам пријатно во вакво убаво друштво. Па тешко беше да стигнеш поради гужвите во Скопје, ама желбата беше поголема, така да најдовме заедничко јас за да пристигнем тука и се чувствувам супер одлично. Така, супер. И со тебе имаме многу теми за разговор, многу мелодии кои што веќе излегоа, многу проекти кои што допрва ќе ги слушаме од тебе, ако публиката веќе те знае повеќе години наназад, но можеби малку повеќе по ние кавер верзии, но сега веќе создаваш нешто твое. Но најпрво би сакала да започнеме со Сашо, кој што ја издаде својата најнова книга, ако не се лажам, промоцијата беше на 6 април. Да, многу брзо. Луѓе сенки и тука некаде ја заврши трилогијата со овие трилер романи. Првиот беше Афера во музеот на Пари и Бахус. И третата Луѓе сенки. Ти опа, пенкалцето за малце. Благодарам, професоре. Ти можеш да ни раскажеш нешто повеќе за книгата, а јас за тоа време ќе ги покажам другите книги на камерата. Добро, Луѓе сенки е последен дел од трилогијата која опфаќа еден сегмент на еден класичен полициски процедурал, трилер, крими трилер. Секоја книга е можеби
засебен дел, така и со луѓе сенки, еден сосема посебен дел независен, предпоставувам од преостанатите два, иако главните елементи во однос на главните актери во сите три дела се практично се повторуваат, така што едно убаво заокружување, бидејќи со самиот почеток, кога практично и со афера во музеот на Бари почнала приказна, планот беше да се заврши тој процедурал во некои 3 изданија, бидејќи не сум премногу голем фан на серијали кои што траат доста долго, иако голем број на писатели, автори практично кои што пишуваат трилер, сакаат во еден дел така малку и пошироко да ги живеат ликовите кои што ги имаат натре во книгите. За сега сметав дека е сосема доволно. Во овие 3 дела се опфатени неколку ликови. Главниот лик кој што е во името на полициски инспектор Джовани, со уште неколку имиња кои што се повторуваат. Така што сега кога зборувате за трилерите, веројатно малку е лошо да даваме спойлери за оние што ги читаат, па предпоставувам освен она што е како главен текст, општа информација на задниот дел од книгата, да не биде повеќе, инаку можеме да навлеземе можеби во приказната во продолжение како што ќе тече разговорот. Инаку сосема ново издание, од 6 април беше официјалната промоција, ќе имам уште една сега со подпишување на книги во рамките на сајмот кој ни почнува утре. Да, имам само едно подпрашање за Саша, ме интересира како од спортски новинар се станува автор на трилер романи. Па автор на трилер романи се станува. Бидејќи едно со друго малку некако ми нема некоја поврзаност. Па без разлика, освен веројатно љубовта кон читањето и пред секој таа условно речено уметност, да не ја наречам само книжевност, бидејќи тука влегува сигурно и филмската уметност и телевизиската програма, односно ТВ сериите. Како фан предпоставувам некогаш кој ќе се охрабрите да пробате дали ви оди, а новинарската работа е податна затоа што ние главно средство за работа ни е јазикот. Сега во нашата професија во еден сосема друг правец сегмент, ова е малку поразлично. Предпоставувам дека таа желба да се обидам и пред се идејата да донесеме македонски приказни во еден невообичаен контекст, затоа што изминативе години, поприлично, ако се враќаме на назад, ретко можете да најдете класично македонско трилер издание литературно. Да, голем број на наши навистина плејада класици имаат трилер елементи на своите делови, но како класично трилер издание тешко дека можете да правите и веројатно и тоа беше идејата. Гледам во последно време доста и помлади автори, нормално оние секој кој што почнува да пишува без разлика на возраста е млад автор, почнуваат да работат и тоа ме радува. Ако ништо повеќе да засилиме оваа книжевна сцена, да видим, да им дајме шанса на домашните автори, а пред се читателите нас да ни дадат шанса, бидејќи малку потешко влегуваме во тој круг на посакувани имиња за читање. Таа недоверба се уште трае, можеби причината е, велам, тоа што сме се уште нови на оваа книжевна сцена во овој жанр кој што го работиме. Да, но верувам дека ќе ја зголемиме довербата кај публиката или кај нашите гледачи, особено после денешното гостување ваше во Канал 5. Дека ќе дајме професорот веднаш покажа заинтересираност за луѓе сенки од како влеговме во студиото. Како ви изгледа? Ќе сакате да ја прочитате? Па, ќе ги прочитаме сите три, не само таа. Така? Сега што да каже вака во живот човек? Веќе еден читател плюс. Еден читател плюс, да. Башка можам да му допринесам и со мојата примарна дејност. Тоа сакам да кажам, кога ќе размислам на повеќе начини се поврзани работите кои што ги правите, еве ова што го кажавте вие околу трилер романите, судската медицина, спортски новинар, вие алпинисти, така натаму, можете многу заеднички теми да си начнете, но ајде вас да ве прашам од каде поврзаноста со судска медицина и алпинизам. Може би ќе речете има поврзаност? Има, например, голема различност на прв момент, но судската медицина е една многу атрактивна дејност, заради тоа што е мултидисциплинарна наука, каде што вие покрај тоа што треба да ја знаете цела медицина, значи не зборам сегмент од медицина, мора да имате одлични познања од цела медицина, треба да имате познавање од правото и треба да имате добар интуитивен и аналитички мозок и пристап. Така да, треба да ги интегрирате сите тие работи за да може да го решите случајот и мора да научите да бидете тимски работник.
Истото тоа и во спортот, односно во тие поекстремни делови од планинарењето, конкретно високогорство и дел алпинизам, каде што вие мора сето тоа однапред да го испланирате. И секако дека и двете дејности будат многу предизвици, го дигаат нивото на адреналин, а постигнатиот успех во двете бранши е со голема задоволство. Се гледа дека е така и луѓето го препознаваат тоа со сите успеси кои што досега сте ги направиле, но еве кога зборувате за тимска работа, го споминавте тоа и во однос на алпинизмот и на спортот, но не секогаш вие одите со тим. Еве кога станува збор за искачување на некои врвови. Да, ако се гледа како индивидуа, најчесто на тие експедиции одам сам од Македонија, но тие експедиции се пак тимска работа. Заради тоа што вие да искачите 8000-дарка, не може тоа да го направите сам. Единствено доколку не сте Меснер, тој е првиот човек кој што ги има искачено сите 14 8000-ници, кој што во главном имал соло искачување, секако со логистика. Зошто го кажувам тоа? Заради тоа што треба да носите со себе огромна опрема, тоа се преку стотици килограми, тоа сам не може да го направите. Треба некој патот да го знае, тоа пак не може сам да го знаете, заради тоа што мене тоа не ми е примарна работа, мене тоа ми е хоби, кое што станало пасија. И едноставно вие мора и да ги слушате водичите и да учите од нив, и едноставно да воспоставиме добра комуникација за да функционираме како едно. Заради тоа што ако јас го загрозам мојот живот, автоматски го загрозам животот и на екипата, односно на водичите и вајс верза, така. И мора да научиме да работиме заедно за да постигнеме успех, а тој така се во животот. Значи ако некој човек каже ја и само ја дека стигнал до успех, јас знам дека е блефер и дека тоа не е точно. Па да, сам не може ништо да се направи и сам не може да се продолжи, за се треба тим, за се треба луѓе кои што се тука околу тебе. Тоша, имаш и ти твој тим. Иако ете после неколку години, како што кажав, кавер верзии, се охрабри да напишеш и твое дело, каде што си автор на музиката, на кратна емисијата ќе слушнеме едно тие песни. Кажи ми ајде малку какви беа твоите почетоци и поврзано со музиката? Моите почетоци со музиката се уште одавна, уште не знам, на мои 14-15 години, така да речем по-професионално. Првично почнав како инструменталист на хармоника, после тоа се запишав во средно музичко, па музичка академија во Штипи. Така некако етапно одам чекор по чекор со музиката. Од аспект на авторска музика, јас претходно имав две мои авторски песни имено пред 2-3 години, во кои бев во едната и кант автор и на текст и на музика на аранжман на се. Моментално на песните што ги снимам исто така сум вклучен дали со делот текст, дали со музика, така да музиката ми е цел живот, мислам вечна љубов. Так. И музиката е нешто што исполнува и што живеам за тоа. Дали уште свириш? Уште свирам, да, ама за своја душа не професионално, појавно сум професионално. Не видов фотографија со инструмент, затоа ниту па на некои од песните и спотовите, затоа прашувам дали јавно свириш уште. Јас сум од Кичево, живеам во Струга и компјутерот персонален, стариот првиот што ми е со Тане, која по-приватна архива од дете, кога сум настапувал на некои јавни часови тие работи. Ми се во Кичево, кога ти праќав тебе слики за емисијата, бев Струга и зафатен сум доста и нема време да појдам да извадам материјала, ама за следна емисија. Најдов јас уште 3 некој од Facebook, ќе ти ги покажам после, нема да ми се најде новинарска работа, Сашо кажи мора да се прочепка малку. Тоа е добро да има истражувачко новинарство пред себе. Така, значи да, сам кажа, роден во Кичево, сега живееш во Струга. Како Струга нема друга или Кичево си е Кичево? Учел во Штип. Па прилично сум човек авантуриста, сакам да движам константно. Штип факултет, средно во Струга, иначе роден сум во Битола, така ми пише во лична карта. Чекај сега, малце. Само Скопје го заобиколува некако. Поради еден интересен феномен, во тоа време, јас сум роден 1998 година, родилките од Кичево ги носеле во болницата во Битола. Тоа било како некој регионален центар. Добро. И на лична карта ми пише во Битол. Моментално Кичево не постои на мојата лична карта за жал, ама кај додам сум горд кичевчанец, така да и поради тоа наше музичко влијание на сцената моментално најсилно од секогаш. Да. Од и поголемиот дел, да речем, од попознатите и Лозано и други исто така точно. Дамјан и цел ми се имам плејада
и претходно музичари сега, така да Горд Кичевче не сум, а Кичево никаде не ми го пишува на моите документи, така да Кичевче нема да се налутат. Поретко одам поради врските Кичево, ама еве го спомнувам по сите телевизиски гостувања, по сите мои јавни настапи, приватно кога седим и во кафана, така нормално јас сум од Кичево и сум гордичевчанин. А како се одлучи да живееш во Струга и зашто токму Струга? Па живењето во Струга почна во 2014 година, каде што јас се запишав средно музичко во Струга. Таму се образував за музика и тогаш ми се роди љубовта према Струга. Исто како музиката, така и Струга вечно љубов ми е. Како Струга нема друга тоа не е за џабе така, многу природен град, природен народ, добро ме прифатија. Таму е почнала мојата музичка кариера со лајв настапи по разни локали, ресторани и едноставно таму почна на еден начин и мојата музичка приказна и офрабување како човек за да бидам денес тоа што сум, дали на приватно или професионално поле. Претпоставам дека остануваш за сега во Струга. Па Струга Скопје ме да. Слушајќи го. Авантуриста е реч. Реално да, авантуриста човек, сакам да патувам многу, сакам да менувам живелишта, моментално сум во Струга, ама тоа не значи дека не би сменил во блиска или подалечна на нова локација. Се зависи како се чувствуваш. Моментално се чувствувам дека треба Струга да живеам, да пешачам, да трчам покрај езеро, тоа ми е рутина. Живеам близко до езерото и го уживам секој утро покрај езеро, па после тоа нормално си завршувам врските што ги имам и едноставно моментално најмногу ме исполнува Струга, дефинитивно. И ми дава инспирација пред сега. Јас сум уметник, езеро, планини имаме доста таму и ти треба мир. Богат крај со природа и природата ја обожавам и баш ми треба мир. Да, Македонија е стварно преубава. Дали Струга, дали некој друг град, друг дел од Македонија, навистина имаме многу убава природа. Златко, вие сте шестиот македонец што го искачи Монт Еверест, ќе ве навратиме малку на тој период. Нешто што го знаат нашите гледачи, но можеби има некој што не го знае. Месец и половина траеше патувањето дотаму и назад. Во едно интервју прочитав дека фиксното јаже 2 пати ве спасило. Што точно се случило? Знам дека има многу предизвици, многу непријатни ситуации, страв предпоставувам исто така од непознатото или од она што не да Боже може да се случи. Што беше причината овој пат? Искачувањето на Монт Еверест беше моје најголемо животно и спортско искуство од областа на како да кажам, на еден психички и физички предизвик, заради тоа што тоа е проект на кој што сум работел многу години за да го остварам. Но како и да е, таму вие се соочувате со некои работи кои што се ненормални за човечкото живење. Тоа се ниски температури од минус 50, јаки ветрови, недостаток на кислород, каде што организмот тоа треба да го поднесе, да преживи и да се врати назад. И тоа не е лесно, така да при моето искачување на тој последниот дел ја западна во хипоксија и со тешки маки го искачи врвот. И не го доживеав онака како што си замислував дека ќе правам слики, интервјуа, видеа, бла бла бла. Значи нема врска со тоа, едноставно стигнавме, направивме неколку слики, тачдаун и одма почнавме да се симнуваме и при симнувањето, значи 2 пати се слизнав, односно требаше да се скокне од една стреја, зашто беше навистина доста стрно, не можеше да се спуштиме со јаже и тука ја се слизнав и таму сме врзани со фиксни јажиња, значи со карабинери сме врзани за фиксни јажиња и тие фиксни јажиња кога паѓате треба да ве задржат. Првиот пат паднав на еден мумифициран леш, скелет, не знам колку години лежи таму, буквално му паднав на неговите нозе и успеав да се вратам назад и вториот пат на исто таков скок, зашто не те држат нозите, едноставно си преуморен. Ми се случи да ми се одврзе дерезата, тоа никогаш во живот не ми се случило, точно таму ми се случи. И пак се лизнав, среќа тој пат беше малку по-благ, но како и да е, многу страшни ситуации кои што вие треба да ги доживеете и понатаму треба да се вратите назад да продолжите со патот надолу. Среќа што тие фиксни јажиња се добри, издржливи и може да го издржат тој трзај на телото, заради тоа што паѓа еден човек, таму паѓаат повеќе луѓе. Па да, како што сте виделе првиот пат, некој за жал не успел да се симне до крај. За жал не успел, но исто така кога бев на Лоце, мислам, после 2 години точно на истото место 2 анкери, тоа се тие држачи што ги држат фиксните јажиња, се откачи и тука погина на истото место 7 луѓе.
Леле. Да, од кои двајца водич. стресно, Да, точно на истото место. Каква мисла ве држи во тој момент за да останете присебни, да си кажете дека мора да успеете, дека мора да се вратите дома, дека има луѓе кои што ве сакаат и ве чекаат, тоа е навистина треба да имате многу јака психа. Па човечкиот организам е невиден феномен. Значи ние сме нека совршена машинерија која што се прилагодува на сите тие услови и тогаш вие добивате некоја енергија, тој животен инстинкт кој треба да ги победите сите предизвици за да може да обстанете. Зошто тоа сум го видел многу пати, значи на тие висини каде што одиме ние, таму има само камења, луѓе и снег. Значи не постои ниедно живо суштество од ниедна врста. Ме интересира после вакви ситуации колку време ви треба да дојдете при себе, дали ви се случува недели, месеци, не знам, да не можете да спиете или да заспиете па да се разбудите од кошмар. Стресот може би од после ви доаѓа. Да, искрено, ова не е Стресот, лесно. значи после секој на такво искачување држи тој адреналин и кога спиете и во текот на денот ви се враќаат некои флешови од искачувањата, без разлика што се успешни, сепак тука има и ризични делови, нели? За Еверест ми требаше долг период на рекавери заради тоа што изгубивме и пријател таму и двајца други има изгубено прсти. Јас се вратив читав, но сепак имав поише емотивна болка отколку физичка, а кога се качував на другите планини, Лоце, Ама Даблан или еве што сум одел Киргистан, Латинска Америка, Аљаска, сум имал многу убави доживувања, навистина чувството во мене и опоравокот биле многу побрзи. Да ги паметиме повеќе. Да ги паметиме. Те убави. Да, имам само уште едно прашање, ме интересира што вели вашето семејство во вакви ситуации. Сега веќе не одите. Па Седите дома, не ви треба ризик, не ви видете, треба на почеток ваков адреналин. Милион прашања зашто или што ти треба, такви работи, од што си незадоволен. Всушност јас сум од све задоволен, не можам да се пожалам. Но со вашата работа Да, дефинитивно треба. Да, и со работа и приватен и социјален живот, значи не можам искрено да се пожалам, но едноставно јас сум таков карактер што си бара носто предизвици. И тие сега веќе се помирени и викаат Златко со Господ напред се брати жив и здрав, ти посакуваме среќа, така да. Те подготвуваат, ве пакуваат. Толку, да, што треба, Што треба да кажи, купиме? да помогнеме и така. Со вода. Како беше? Со вода, со лесно да оди, Со да. лесно да се оди, Со да. лесно да оди. Добро, сега сте пријателски настроени кон сите ваши желби за Пријателски големи и предизвици. поддржувачи. Какво е вашето искуство, Сашо, Тоше, не знам, со планинарење, со Адреналин. спортување, адреналин, еве Сашо, вие... Спорт, спорт. Инаку алпинизам и планинарство не сум практикувал, освен рекреативно нормално. Инаку професионално не сум се занимал, не сум имал некоја посебна желба, искрено да ти кажам, инаку кога е спортот. Прашање нормално, бидејќи сум во тие води, условно кога бев и помлад, сега веќе во години тешко. Од 95-та сте во новинарството, ако не се лажам. Тоа се многу години, да. Една година, да. Така што сега во овие години, освен што гледам спорт, тешко И го успевам да најдам и коментирам, да. На некој начин да се Да, јас имплементирате сум во постојано спортот. на спортски настани, ако правиме муабет за тоа, дали е сала, дали е надвор, стадион, и ние имаме екстремни услови за работа по стадиониве, сега бевме за Данска со фудбалската репрезентација, не беа баш пријатни условите за работа, мислам на временските прилики, така што и ние прописно измрзнавме на стадионот. Тамо е страшен северен ветер во Копенхаген, бевме повеќе од 3-4 часа горе на трибини на стадиона. Настоа ние работат. Ама љубовта кон спортот е поголема од се. Многу често луѓето ќе кажат дека им недостасуваат оние времиња кога со репрезентацијата ракометна и кошаркарска добивме трето, четврто место, која година беше 2011-2012, дали тоа некое златно време, да кажам, ајде заврши, или допрва ни доаѓаат уште подобри пласмани? Тоа е во зависност од генерациите како ќе се погодат. Недостасува да се сплотиме на тој начин и на плоштад да дојдеме да пречекаме наши луѓе кои што освоиле нешто. Не знам, мене барем ми недостасува. Да, евентуално, да, реално има пад во формата скоро во сите спортови. Фудбалерите во последно време беа поприлично
така при врвот и со едно учество на Европско првенство. Ракометарите се тука стандардно со нивните учества го нема тој можеби блесок од Србија кога беше 2012 тоа пето место. Кошаркарите исто така се во сериозен пат на репрезентативната форма, но велам сепак станува збор за генерацијски. Ако се погоди генерацијата, претпоставувам треба и повеќе елементи меѓу кои да се погоди моментот на најте тие дечки кои што ќе формираат една група која што ќе може да извади некој добар резултат. Во овие моменти слободно. Многу тешко. Значи, ова е делумна вистина. Добро. Заради тоа што ние имаме пат во тимските спортови. Тоа сакав да кажам дека индивидуалниот спорт е во пораст. А индивидуалниот спорт е во пораст и со забележителни успеси. Сега да зборам и за олимписки успеси, светски, европски првенства во индивидуални спортови, а за жал точно тој дел од индивидуалниот спорт е најмалку поддржан од државата. Значи се поддржуваат екипните спортови каде што имаме пораз, а индивидуалните спортисти се маргинализираат. И исто, може да си се посоветуваме кога ќе отворите вие на TimeMK или на било кој портал спорт, прво читаме за фудбал, кошарка или било што надвор што се случува, разни првенства, кој фудбалер со која жена се земал, со која се развел, каква кола купил. Некои работи што навистина не интересираат нас како читатели, се занимаваме со туѓи живот. А јас сум свесен и знам дека на неделно ниво индивидуалните спортисти локално, регионално, па и на европско ниво постигнуваат разни успеси и тоа го нема или го има на крај со една вест. Го има кај нас во Утринска, да знаете, професоре, ние често ги следиме тие, и Цеца ќе потврди. Дали тоа биле таеквондисти, каратисти, Дарио, кој што сега освои второ место пред некој ден, завчера, кога беше маратонот. Игор бил тука гостин. Навистина посветуваме многу време на индивидуалните спортови, да знаете. За жал, како што кажавте, точно е тоа во групниот спорт, каде што се бележи некој пат, за разлика од минатите години, но тоа не значи дека треба да ги запоставиме оние луѓе кои што се занимаваат со индивидуален спорт и бележат успех не само кај нас, туку во странство луѓето ги знаат сите. Да, треба поддршка заради тоа што видете, тие медали, тие успеси, тоа знаме амбасадор на државата. Така си е, апсолутно. Значи, конкретно со Дарио што го освои второто место во Белград. Па колку интервјуа направи со македонското знаме на неговиот грб. Секогаш е македонското знаме на неговиот грб, тоа морам да го кажам, и кај другите исто. Значи спортистите на вистина си ја сакаат Македонија и во секоја прилика сакаат да го покажат и македонското знаме, барем јас така сум забележала, мислам дека треба можеби малку поддршка од државата, не знам, и финансиска, затоа што сите спортови се навистина скапи. Значи бара опрема, се јас не знам во суми, а меве вие знаете во вашиот спорт огромни суми. Кој знае колку пари треба за целосна опрема? Огромни суми се и откажување многу животни радости на друг начин, да се разбереме. Заради тоа што вие сте се фокусирале на таа работа и го инвестирате своето слободно време и финансиски средства за да ги остварите тие успеси и доживување. Така. Во музиката, Цеце, дали и Тоше, што ќе ни каже, дали треба многу пари да се вложуваат? Па да, како и спортот и музиката, ние се викаме меѓу музичарите скап спорт, да. Треба да се инвестира многу. Па исто така и проблемот како со индивидуалните спортисти ги имаме ние во музиката реално, поради тоа што често се случува да настапуваме по надвор од Македонија, дали во македонски диаспора, дали на разни други настани, и ние со нас го носиме знамето, ние сме македонци, ние сме амбасадори на нашата јас во мојот случај музичка култура. Така. Дали забавни песни, дали народни песни, дали преработени ново компонент, како и да е. Сето тоа е како и спортот и музиката, културно, не знам, богатство. Да. И спортот има култура и музиката и едноставно мислам дека треба да се даде повеќе акцент и на тие работи, ама како и да е, ние сме амбасадори и цело време надвор од државата, каде и да стапуваме и сме горди македонци пред се и сепак ние живееме и зависиме од народот, така да народот ако не поддржи нас, па и државата не може да снимаме проекти кои стварно коштат и се тешки да ги изведеш до крај, затоа што сепак тога текст, музика, аранжман, видео, маркетинг, промоција,
утрински емисии, патни трошкови и сето тоа се стварно сериозни суми на пари, каде што треба да си стварно посветен на тоа, да не си, не знам, порочен, да си добро економски спремен, да ги изменаџираш и приватните работи со тоа и професионалните. И нормално, да, сме подзаборавени, да речеме, од некои институции, бар да бидеме подпомогнати. Како алпинизам, како музика, како и сите други работи, треба да бидеме повеќе подпомогнати за да твориме нешто и поквалитетно и подобро, па и повеќе бројно во се. Да, и на крајот од денот да останете во Македонија. Да не заминете особено младите. Мојата идеја е да не одам надвор од Македонија, па какво и време да минуваш живеелишта, ама во Македонија. Не во Македонија, да константно да живеелишта да се во Македонија и едноставно Македонија има многу потенцијал. Дали за спортови, дали за музика, дали за себе. Во некој тренд се сега тие некои селски туризми, многу богати, убави планини. Па и нашиот западен дел, да речем, секој дневие ни се тоа да се качиш на нека планина, така дали преку джип турнеи, дали па со некои групи. Едноставно многу сме богати, а како народ општо не го доволно цениме тоа, не го уживам за тоа што не знам, некој човек што работи во фабрика, некој како и да е. Јас не го представам во странство или останатите гости што се тука во студиото, сите кај да одиме, секој еден човек, секој една персона кој се чувствува како македонец, ние го представуваме. И нормално сме побогати за тоа и треба реално поќе да не поддржува за да видиме погорди на тоа и поуспешно во секој аспект. Како нација, како еден тим, да сега тоа што зборевме, цела држава еден тим и се ако не помагаме сите со добри дела да тоа го издигнеме на некој повисоко ниво, ќе тоа не води плани, ќе тоа не во неуспех и така. Идниот министер за култура. Тоа сакам да кажам како отчет тука се да, ама стварно многу убаво кажано. Искрено се гледа дека тоа го чувствувам искрено и не сакам, не знам, да блефирам за некои други работи. Тоа е реалноста и мора да се вратиме околу реалноста, да бидеме реални, критични, за да има успех на долго раце. Да. И сега кога се спремавме за оваа емисија, Милена ми вели, Цеза, не знаеш како пее Тоше. Не знам, вистина. Би сакала да слушнеме, ако си расположен или може би сакаш после рекламите да испиеш кафе. Ајде после рекламите. Ајде после рекламите малку да се распиеш, да се опуштиш. Да, за тоа време може Саша да ни одговори колку денес имаме спортски новинари млади и колку недостасуваат спортски редакции. Таа многу е тоа Милено прашање. Да, не е денеска проблемот, тоа е континуирано веќе со години наназад, така што спортски новинари млади нема. Реално ако правиме момент нема. Останавме ние некои последни мохиканци со колегите од другите редакции, освен што нема, гледам дека и нема премногу интерес за нашава работа. А зошто е тоа така, што се смени низ години? Па, сега на младиве им се интересни социјалните мрежи и предпоставуваат дека социјалните мрежи се медиум од калибарот на она што се овие, би рекол, класични медиуми, како што се телевизија, радио. А работата е сосема поинаква. Не е таква како што изгледа кога не гледаат сега дома на телевизија. И предпоставувам дека е тоа. Многу полесно е од дома и на телефон да се пишува, отколку е да одите на стадион и да мрзнете 4 сати за да гледате фудбал на терен, да. Или да трчате по изјави, по интервјуа, по закажани, откажани интервјуа. Значи, оваа наша работа е главно надвор од работното место, освен тој период кој што е како и вие овде, час и половина да реализираме нешто и предпоставувам дека тоа, инаку да, тешка тема за која што предпоставувам дека треба многу повеќе да се разговара и во нашава фела, прво во нашава фела, потоа и институционално на повисоко ниво, а инаку проблемот е евидентен, особено и со тие портали кои што во последно време се портали, односно медиуми со по еден-двајца луѓе кои што ги водат тоа и да, и се превземаат може од друго место. Што Златко го спомена зошто се странските вести, зошто доминираат, затоа доминираат, затоа што најлесно да седнеш да го отвориш лаптопот дома и да препишуваш од странски медиуми. Најтешко е да отидеш некаде да направиш вест, бидејќи вестите не доаѓаат дома. Знае и Милена и ти знаеш. Вестите дома не доаѓаат на лаптоп. Треба негде да отидеш, ја што велам се, да дремеш во хотели, по стадиони, по сали. И по неколку часа не се знае колку може да трае, некој да дојде, нели, тој што треба да се сними. Може да не дојде и така. Може да не дојде. Се бидува, но тоа си има своја убавина. Тоа личи како што личи. Затоа и не се впуштив во дискусија пред малку.
Тоа е реалноста за која што некој треба да се погрижи, нели? Ние тоа што можеме уште го работиме, ние како спортско радио, јас кажам што веќе сум 30 години, сме таа една константна екипа која што го работи тоа колку што може да го работи со оглед на тоа што нашава работа може да работат и 30 и 50 луѓе. Што повеќе, толку подобро. И подобро ќе изгледа. Но одлично ја вршите работата и толку. Па да, 30 години сме во некоја константна, се обидуваме, даваме шанса на сите, дали се индивидуални спортисти, дали се екипни спортови. Тоа е наша работа, еве и ние. Од утре од Сабајле со гости, со договарање, муабети, тоа е тоа. Така е. Време е за реклами, а за време на рекламите вие размислете која песна ви е омилена, македонска, народна, забавна, не знам. Ќе преговараме со Тоше, референче 2 да ни отпее. Може Тоше? Нема проблем, да. Со задоволство. Одиме со реклами.